Dobar dan. Машина преходя кај што витка што бацам дачина. Ја вид парчина што има основно че на цвит, знати дека празна поколи него. И не ми вика пеа. Правильно заедничко? Да. Да, бе. Ao kako ne napuke. Se slikate si? Se slikame, da. Zdravi. Sekunda će ne znam. Poštovanje vidi, neka su prevara. Cijena Kaj druga je? šišetno. A, Kiko! Ovo je. Ne, to je motor da ne vodi. Почитувани присутни секоја година, отдаваме почит на оние кои што ги дадоа своите животи за ние да може сега да се повикуваме на континуитетот, на борбата, на револуционерите, на оние кои што беа храбри и кои што беа саможртви. А саможртвата не е само на илинденците, саможртвата и на тие во Аском што ги дадоа своите животи, саможртвата е и на тие што во 1991 година се бореа да имаме
самостојна независна Република Македонија. Но што е најголемото значење на овие луѓе кои што само се спознале во периодот кога многу тешко било тоа, затоа што денес нас не негираат. Денес ни викаат нас дека немаме континуитет, денес ни зборуваат дека ние не сме биле македонци, денес ни ја оспоруваат автономијата, денес ни оспоруваат самостојноста, денес разговараат за нашиот македонски јазик и денес разговараат повторно за историјата. Но ние ги имаме паметниците. Ние имаме битката тука што се одиграла во близина на селото Кладник, Ѓурѓејца. Ние имаме битката Подувач. Ние имаме голем дел на битки кои што се случуваа во Кичево во 1903 година. Но што е побитно? Битно е дека ние го имаме континуитетот. И зошто го имаме континуитетот? Затоа што во 1878 година, кога сите балкански држави станувале самостојни и македонскиот народ се борел за својата самостојност. Сакам да ви потенцирам дека сите балкански држави се станати самостојни со помош на големите сили. Никоја не се изборила сама за да се осамостои. На Бугарија помогнала Русија, на Грција помогнале Русија и Германија, на Србија помогнале Австро-Унгарија, Германија, Франција и Русија. На сите балкански држави некој им помогнал да бидат самостојни. И нашата држава, исто така да ви кажам, дека имала предлог да биде самостојна држава уште во 1878 година. Со договорот што бил постигнат, после Сан-Стефанскиот договор, било утврдено по предлог на Австро-Унгарија Македонија да добијат своја независност уште во 1878 година. Меѓутоа, австро-унгарскиот предлог и предлогот да биде губернатор или раководител или председател на таа самостојна држава бил Родич, не бил прифатен од страна на тогашната руска дипломатија и држава. И затоа се случило македонските сили да се обединат кон идејата за самостојна држава и независна држава. Затоа во 1893 година се формирала Македонската револуционерна организација. Започнале да се обединуваат силите, започнало да се действуваат во секој дел од Македонија. И кога зборувам во секој дел на Македонија, зборувам и за Поступ, зборувам и за Воден, зборувам и за Скопско, зборувам Битолско вилајет и тука во Кичево. Во Кичево имало силна револуционерна организација. Таквата силна револуционерна организација довела да имаме и силно револуционерно движење во 1903 година, што довело да имаме неколку чети кои што биле активни, четата на Јордан Пиперката, четата на Лука Ѓеров, четите на Наќе Јанев, на Арсо и голем број на чети спомнати и неспомнати кои што делувале во овој период. Зборуваме за периодот од 1893 до 1903 година. Резултатот на таквата револуционерна дејност бил нападот на востаниците врз Кичевската касарна, што до тогаш не било поимливо не само за Македонија, за цел регион. После нападот четите што биле од Кичево почнале да се повлекуваат под притисокот на Аскерот, дел заминале во делот кон Извор, а дел се повлекле тука нова Висоромнина. И започнала битка во која што востаниците за прв пат ја добиваат со голема победа. Утепан бил Сеферага, кој што бил еден од најголемите злосторници. Од најголемите злосторници што го малтретирале македонското население, христијанско, меѓутоа и муслиманското население кој што живеело на овој простор. После убиството на Сеферага, востаниците почнуваат со пожестоки напади, а Аскерот се повлекува во касарната. Ова е најголема, најзначајна битка и уште е позначајно што е една од поголемите победи или единствена победа во Илинден тука во ова место, во местност од Ѓурѓејца. Затоа сакам денеска
да им одадеме почит, да им кажеме респект на оние кои што беа саможртва, оние кои што окрена гласот кога што беше најтешко и оние кои што треба да ни бидат водилка за ние како да ја водиме државата во периодот што следи. Ние имаме 30 години самостојна, независна држава, меѓутоа треба од денеска да ги поставуваме повторно темелите на државата за да може да имаме респектабилна, правно почитувана држава, држава која што нашите граѓани ќе ја почувствуваат дека е нивна држава, држава која што преку институциите ќе биде слуга за народот и држава во која што и ние и нашите генерации сакаат да останат да живеат, да работат тука во оваа наша Македонија. Сега слава им на сите кои што ги дале своите животи, многу е малку за да зборуваме многу и ве поздравувам сите и добро вечер.